Повеќе од 4 часа граѓаните на општина Велес ги изнесуваа своите идеи во однос на тоа каде треба да се вложи општината во следната година. Во големата сала на општина Велес синоќа се одржаа јавните расправи по однос на сите нацрт програми за 2014 година. Градоначалникот Чадиев вели дека Велес е единствената општина во земјава каде програмите се носат на ваков начин, а со цел да се работи транспарентно и одговорно кон граѓаните. Потоа ќе преминеме во законскиот рок за донесување на програмите, тоа е до 15 новембар. Меѓутоа ние ќе донесеме многу порано, бидејќи веќе го презентиравме нацртот, ги слушавме потребите на граѓаните. Во меѓувреме од денеска почиња градоначалникот заедно со претседателот на Советот низ урбаните и местните заедници да презентира што тоа ќе работи општина Велес во идната година, така да ќе ги донесеме програмите на 14, потоа преминуваме уште кон една транспарентна работа на општината, тоа е донесувањето на буџетот на општина Велес, одиме со нацрт традиционално и потоа завршуваме негде околу 20 децември до 24 децембар со донесување на буџетот за 2014 година на општина Велес. И додека Чадиев изрази задоволство, опозицијата во Советот прашува како може граѓаните да изнесуваат предлози и мислења за следната година кога не знаат зашто општината ќе нема пари од планираното за оваа 2013-та. СДСМ смета дека локалната власт подготвува нов ребаланс на буџетот. Советничката група на Социјалдемократскиот сојуз и коалиционите партнери побара од градоначалникот и претседателот на Советот до крајот на овој месец Советот додржи седница на која приоритетно би се разгледувале и измените и дополнувањата на програмите на општина Велес. Ова го баравме од повеќе рационални и практични причини. Првенствено, поради тоа што не е во ред граѓаните да разговараат и размислуваат што локалната власт планира за наредната година, а во исто време да не знаат зашто се ќе нема пари од планираното за оваа 2013 година. Според СДСМ, ребалансот и програмите треба да се разгледуваат на посебни седници. Вака велат Советот не може да оствари реална дебата со што се губи суштината на јавност и транспарентност на работењето. Опозицијата вели дека заинтересираноста на граѓаните за јавните расправи била на ниско ниво. Причината за тоа според нив е нискиот процент на реализација на програмите во изминатите неколку години. Стефан Александарски, ученик во основното училиште Кирил и Методи, е добитник на медал за учество на меѓународната ликовна изложба Лигице 2013 во Република Чешка. Диплома за учество на истиот надпревар доби Боби Спирковски од основното училиште Вацил Главинов. Учесниците на овој конкурс се презадоволни од наградите, кои за нив представуваат дополнителна мотивација. Така ме кажам прво дека наградите ми се многу мили, многу драги и од повеќето што ги имам, најдрагоцен ми ова. Нацртав, еден од цртежите беше човек на гајда во техника пастел, а другиот цртеж беше македонска архитектура со туш. Јас го нацртав традиционално Торо тешкото и многу ми е драго што добив оваа диплома затоа што е надвор од границите на оваа држава. Наградите од меѓународната ликовна изложба Лигице 2013 на добитниците лично им ги додели чешкиот амбасадор во Република Македонија Мирослав Рамеш. Амбасадорот Рамеш им честита на успешните ученици и на наставниците и менторите кои работат со учениците и се грижат за нив. Веќе при мојата прва изјава кажав дека децата на оваа меѓународна изложба се многу успешни и добија 10 дипломи и 2 медали вкупно. И градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев им честита на добитниците на наградите. Вели дека Велес од секогаш се гордее со добри уметници кои ја шират македонската култура надвор од границите на Македонија. Знаете ние дека имаме фонд за талентирани ученици, стоиме на располагање сето тоа да го имплементираме во натамашниот период. Значи сите млади луѓе од Велес, дали со доменот на културата, доменот на спортот, од науката, секогаш општина Велес е на становиште да им помага за да достојно да стапуваат на меѓународни републички надпревари. Чешкиот амбасадор Мирослав Рамеш награди за оваа меѓународна ликовна изложба доделени ученици од Куманово, Кочан и Прилеп, а во наредните денови на младите уметници од Битола лично ќе им ги додели своите добиени награди.
Студентот Кочени е тешко повреден од удар на воз на пругата во населба Долни Дуќани. 22-годишното момче со иницијали МТ патувало со автобус кој на истата локација имал сообраќајна незгода и додека траел полицискиот увид, се симнал кон пругата да изврши нужда. Тогаш поминал товарниот воз за Гевгелија и најверојатно од близината и големото струјење бил оттурнат кон заштитниот зид. По ова машиновозача застанал и го приметил момчето како се влече по пругата, пошто е повикана брза помош и е пренесен во Велешката болница. Значи се работи за тешка телесна повреда, отворена фрактура на надлактица, значи отворена скршеница на лева надлактица и повреда на глава, поради што е збринето детето и препратено веќе примено во ургентен клинички центар. Несреќата се случи синоќи околу 19 часот. Полицијата вршеше увид на лице место за двете незгоди, како за сообраќајната помеѓу автобусот и автомобилот Тико, така и железничката во која е тешко повреден студентот од Кочени. Кети Игнова е победник на 5-тата јубилејна ораторска вечер Петар Попарсов во организација на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Иако најмлада помеѓу 9-мината оратори, нејзините вештини ја освоија петчлената жири комисија. Но со нашето растење и функционирање во општеството, под влијание на различни фактори, неизбежен дел од нашиот живот стануваат неистекнати особини. Тоа се особините кои имаме можност да ги избереме. Тоа се особините кои го градат нашиот карактер, нашата личност. Нашата иднина на прво место зависи од нас самите, а потоа од окружувањето и од други, според мене, не толку битни фактори. Прецизни говори, многу точни, им течеше јасна мисла. Не очекував дека сите ќе бидат толку спремни, дека сите 9 ќе бидат добри. Мислев дека ќе имаме многу полесна одлука, но морам да кажам дека повеќето, голем дел од нив беа за награда. Но сепак моравме да се одлучиме за 3. Кандидатите на синоќешната ораторска вечер говореа на тема знаење, труд и честност, основи за подобра иднина. Председателот на УМС вели дека од година во година публиката е сведок на се повешти оратори. Ова на организаторот му дава мотив и во следните години да организира ораторска вечер која полека но сигурно преминува во традиција. Унијата на млади сили уште при организирањето на првата ораторска вечер го даде на некој начин тоа ветување дека во континуитет ќе ги одржува овие ораторски вечери и еве тоа се исполнува. Овие ораторски вечери покажуваат колку може еден млад човек сами од себе си да се докаже, иако тоа поголем дел од нив се аматери, нели, кои што првпат стапуваат на сцена. Второто место на синоќешната ораторска вечер му припадна на Дуњамин Мехмет, а третото на Стефанија Темелковска. Покрај кандидати од Велес, ораторските способности синоќа ги докажа и кандидати од Скопје и Кавадарци. Законот за заштита од пушењето влезе во собраниска процедура. Целосната забрана за пушење ќе важи и во болниците, училиштата, канцелариите, железничките станици, аеродромите, автобусите. Измените и дополнувањата на Законот за заштита од пушењето кои владата ги достави до пратениците предвидуваат забрана за палење на цигара во сите јавни институции, а не само во одредени простории, како што беше досега уредено со истиот закон. Од Министерството за здравство велат дека забраната за пушење ќе важи и во просториите кои претходно не беа опфатени со законот. Во хотелите и другите угостителски објекти во кои се сместуваат гости, може да се определат простории за пушење најмногу до 50% од купниот капацитет на објектот. Измени се предлагаат и во делот на контролата на спроведување на законот. Досега не беше наведено која инспекција врши надзор во определени објекти. Со измените, Државниот пазарен инспекторат ќе биде овластен за контрола во објектите во кои се произведува и продава храна, како и во интернет кафолињата и во објектите кои не продаваат прехранбени производи. Надзорот во јавните и приватните здравствени установи, како и градинките и меѓународните превозни средства, ќе биде под контрола на санитарната инспекција, додека Државниот просветен инспекторат ќе контролира како се спроведува законот во јавните и приватните училишта, ученичките и студентските домови. Измени се предвидени и во делот на казните за оние кои нема да го почитуваат законот. Секое правно лице кој нема да го почитува законот ќе биде казнато со глоба во износ од 2000 до 40
2500 евра, а истата казна ќе ја заработат и продавниците кои продаваат цигари на лица помали од 16 години и производителите на цигари кои нема да истакнат на кутиите дека пушењето е штетно за здравието. Казна ќе заработат и оние кои јавно ќе го рекламираат тутунот и неговите производи. Освен правниот субјект, казна во висина од 150 до 300 евра, ќе заработи и одговорното лице. За граѓаните кои нема да го почитуваат законот се предвидува глоба во висина од 300 евра, а доколку биде фатен со цигара во објект каде што е забрането пушењето, на лице место ќе биде казнат со 100 евра. Во сабота наспроти недела започнува зимското сметање на времето. Сметањето на времето ќе се промени од летно во зимско и ќе спиеме 1 час повеќе, па стрелките на часовниците ќе се поместат 1 час наназад и наместо 3 часот по полнок ќе се смета како 2 часот. Преминот од летното кон зимско време првпат е забележено во 1916 година во земјите во Северна Европа, а досега е воведено во околу 70 држави, претежно на северната хемисфера. На јужната хемисфера пак почетокот и крајот на летното време е спротивен во однос на северната. Некои астрономи се против поместувањето и вештачкото предвижување на денот. Истите сметаат дека природата не треба да се измачува, дури и доколку како оправдување се користат економските причини.